учествувам скоро на целиот проект, посебно во сите земји кај што присуствувавме, вишината составници. Еден од поредките кој што е насочено кон физичко образование на лица со аутизам и секако потоа го вклучивме малку и го проширивме за да ја вклучи и визуелната реалност, која што се покажа од истражувањата кои што ги видовме, затоа се одлучивме да одиме во тој правец кој што се покажа доста ефикасна и безбедна, како што кажа професорот и колешките. И јас имам две погледи, каде што ќе ви представам 6 вежби, ќе разговарам малку за вклучувањето на лицата со аутизам во самото физичко образование, некои основни податоци и зошто и како ни влијае мотивацијата и како да ја поттикнеме мотивацијата на овие лица со аутизам. Само да го следам времето пред. Значи, зошто се одлучивме за тоа физичко образование? Поради баш тој холистички развој или вклучување на физичкиот, социјалниот, емоционалниот и когнитивниот аспект на самото влијание на физичкото образование, кој што ни е особено важен за лицата со аутистичен спектар на нарушување. Клучни придобивки кои што ги гледавме и кои што ги покажуваа истражувањата, кои што ние сакаме исто да ги докажеме, ни се подобрување на моторните вештини, подобра социјална интеракција и зголемена самодоверба, кои што знаеме дека се важни доста. Со третманите кои што се дават од специјален едукатор, главно се фокусираат и на моторичките вештини, и на грубите и на фините вештини. Тоа ни покажува дека се развива мозокот по соодветно и се трудиме да го поттикнеме развојот таму кај што имаме одредено развојно одстани или некоја диагноза. Со тоа што подобрена социјална интеракција, посебно во пракса, гледаме дека е многу важна, исклучително во тој период кога децата ќе се приближат во таа училишна возраст или кога доаѓаат некаде во периодот на пубертетот, а зголемената самодоверба ни покажува можност за лицата или во овој случај учениците да покажат за што се способни, затоа што намалена самодоверба ни покажува дека и покрај тоа што имаат способности, некои работи умеат да ги направат, сепак се повлечени и затворени и воопшто не доаѓаат до израз. Основните принципи на работа ни се индивидуалниот пристап, кој што го работиме соодветно во односи на вештите кои што ви покажат потоа колешките и ќе ви кажат за резултатот од тоа што е работено. Јасни и кратки инструкции кои што се исклучително важни за лицата со аутистичен спектар на нарушување, визуелната поддршка која што ни е исто така многу важна, посебно во ситуации каде што способноста не е толку изразена кај лицата, и сензорната прилагоденост, затоа што знаеме дека дел од учениците имаат сензорни потешкоти кои што треба да ги земеме секако во предвид. Со тоа што е ефективни стратегии, ни се прилагодување на активностите, затоа можете да видите, колешките кажа и професорот, кој јас ќе ви кажам дека сите вежби ги прилагодуваме на индивидуалниот, тоа беше и целта на индивидуалниот пристап, на одреден ученик или на одредено дете, интердисциплинарен пристап, кој што ни е исто така многу важен, и целта ни е активно да ги вклучиме преку игра, како да го стимулираме и физичката активност, така и аспектот на инклузија, аспектот на вклучување и со тоа да стимулираме и социализацијата помеѓу учениците и да влијаеме позитивно на тој момент на социализација. Ова ни е првата активност, тоа ни е животен циклус на пеперутката, потоа ќе можем да ви ја покажам и со слики, но ќе имаме можност и да ја видите и преку VR очилата како ја работиме. Ова вежба е една од тие кои што беа по-истакнати и прифатени од нашите колеги од другите организации. Повеќе е наменета за предучилишната возраст, посоодветна е за децата кои што посетуваат градинка. Целта ни е да учиме преку движење, со тоа што ја комбинираме науката, уствари самиот животен циклус на пеперутката, но и самата физичка активност. Како се работи? Значи имаме 4 фази.
кои што може да ги видите, после малку повеќе ги објасниме, и децата треба да прво да ги учат фазите, потоа да научат нели одредена физичка активност или физичка поза врзана за нив, например јајцето, ние склучување, гасеницата ние лазење, хризалисот ние завиткување и веќе кога ќе дојдеме до пеперутката, нели се очекува да се направи движењето како летање, со тоа што децата не само што нели додека ја прават вежбата се движат, туку исто така и учат кои се тие фази кои што ги има пеперутката и имаат појасна представа за нели што уствари како се развива пеперутката и каков е животниот циклус. Јазична авантура или курс со пречки, ова ни е веќе посоодветна за училишна возраст. Значи имаме развој на јазикот преку движење, исто така се стимулира и следење на инструкции, но и тимска работа, затоа што треба заедно да се вклучат учениците и да работат. Клучните елементи не се следете во лидерот, можеме да поставиме лидер, тој може да биде наставникот или може да биде некој од учениците. Акционите зборови се тие кои што се даваат инструкции, кои што децата треба да ги препознаат и да го направат тоа движење, а групна активност е затоа што гледаме да се работи во група и сите деца да го работат заедно, да го повторуваат заеднички, социјално или да го имаат тој момент на вклученост. А веќе за малку поголема возраст или за дечиња од помала возраст кои што можат да прават оваа активност, ние куглање, со кој што целта ни е да направиме развојна моторика, социјална интеракција, но и фокус и следење на инструкции. Имаме прилагодување на визуални распореди, сензорни алатки и индивидуални цели, како што кажавме, значи се користат одредени реквизити кои што се соодветни и прилагодени на секој дете, а индивидуалните цели се тие кои што ги поставаме за секој ученик, социјално или дали е посложена или поупростена вежбата согласно способностите на тоа дете или тој ученик. И заклучокот ни е дека физичкото образование може да биде доста моќна алатка за инклузија, со тоа што ни поддржува развој на повеќе нивоа, че во исто време може нели да влијае на развојот со повеќе аспекти, вклучувајќи го и говорно-јазичниот развој, а клучни е адаптација на самите вежби и разбирање на начинот на вежбање и на вклучување на самите активности. Потоа имаме петтото поглавје, кој што ни е доста насочено кон мотивација на учениците. Сите ние кои што сме имале можност да поработиме малку со деца и ученици, но и кои што го знаеме процесот, знаеме дека мотивацијата не само на децата и на нас возрастните многу знае да ни влијае, посебно за лицата со аутистичен спектар на нарушување. Гледаме дека начинот на кој што ќе го мотивирате детето може значително да направи промена во функционалноста и во успехот да се постигнат и да се научат некои работи. И затоа сметавме нели дека мотивацијата да се постигне мотивација е многу важно и ќе биде исто така доста соодветно за резултатот на тоа што го сакавме. Ете, колешките после ги покажат и резултатите, успеа иако нели очекувањето, пошто на некој начин први сме во оваа работа, очекувавме дека многу помалку резултатите ќе биде успешно, се покажа дека сепак ефектот е доста позитивен, но ќе го видите тоа. Понатаму јас би кажал само за некои основи за воспоставување на мотивација, а тоа ни е прво да создадеме на предвидлива и структурирана средина, да понудиме избор, тоа значи дека да им дадеме на учениците можности за да на начинот на кој ќе изведат вежбата или нели наградите да бидат соодветни за нешто што го сакаат или активноста да биде понасочена кон тоа они што сакаат да го прават, за да може да ги мотивираме подобро. Исто така е и прилагодувањето на активностите според нивните интереси. Да користиме позитивно засилување, кое што се покажува доста ефикасно во одржување на мотивација и нивно
правиме позитивна асоциација со самото вежбање и со самите игри. Да разбиеме активности во поедноставни чекори, тоа значи да ја поделиме активноста со цел да можат полесно да ја разберат, да користиме визуелна подршка каде што имаме потреба, без која што некогаш и не може да се направи вежбањето, да вклучиме сензорно пријатни адаптации. Ова е одредени ученици е доста важно затоа што посебно ако имаат сензорни потешкоти нема да ги се вклучат во вежбите и некогаш ќе треба да ги вклучите адаптациите за да може самата вежба да се сработи. Да се фокусираме на индивидуалните предности, како што кажавме, нели, учениците се сите специфични, тие имаат своји предности, имаат и своји потешкоти и секогаш ефектот е многу подобар кога се фокусираме на предностите и со тоа можеме многу по-соодветно да направиме вежбањето, но и да го потикнеме тој момент дека се успешни и уште повеќе да ги мотивираме во однос на работата, да направиме заеднички активности кои што нели ни стимулираат социализацијата, употреба на технологии и визуелни медиуми знае доста да биде позитивно и да ги мотивира, затоа што мнозинството од децата сакаат да се вклучи тој момент на зависи што користите, дали телефони, таблети, кои што ќе помогнат нели да обезбедите интерес за вежбањето, да обезбедиме простор за движење. Важно е да имаме соодветен простор за кој што тие ќе се чувствуваат дека можат да пробат и да ги сработат вежбите, посебно тие кои што ни бараат нели одредено физичко движење и повторување на лазење, на скокање и на останати активности. Да поставиме реални цели, ова е многу важно и затоа индивидуалниот пристап е важен, затоа што поставувајќи реални цели ќе подобриме мотивацијата. Знаеме дека со нереални цели доста се демотивираат учениците. Важно е да го славиме учеството, а не само изведбата, да го потикнеме и да позитивно да го подкрепиме нивната желба и учество, независно од каков е почетокот и колку се успешни во самата вежба, да создадеме инклузивна атмосфера. Уствари тоа ни е целта и со самото работење и физичките вежби кои што ги поставиме вака, и нешто што се покажа доста позитивна и голема мотивација, ангажирање на родителите или на старателите. Уствари кога ќе ангажирате некое лице кое што они го чувствуваат за свое, знае доста да ги поттикне и да им даде форма на сигурност за пробување на нови работи и за вежбање. И ни останаа уште трите вежби. Бадминтонот, кој што ни е за ученици со аутизам. Значи, лекцијата уствари е наменета за учениците да можат да го воведат и да практикуваат бадминтонот, иако не е толку познат кај нас, на структуриран, сензорен и инклузивен начин, со тоа што примарната цел ни е да се подобри физичката координација, социјалната интеракција, затоа што е игра, тимска игра, фокусот и работата во безбедна и пријатна средина. Потоа имаме ориентирање на ученици со аутизам. Во ствари темата ни е навигација со едноставен курс за ориентирање. Ориентирањето ни е физичка активност која ни ја комбинира навигацијата и физичките вежби. Значи, ова зависи, може да го дадете, да го упростите, но и да го усложните доста, зависи од со каква група работите и со какви ученици. Но за учениците со аутизам лекцијата треба да ни биде структурирана, визуелно поддржана и да вклучува предвидливи процеси чекор по чекор, затоа што така најефикасно ќе можеме да ги вклучиме. Активноста може да помогне во подобрување на просторна свест, решавање на проблеми и социјална интеракција во контролирана средина. И последната вежба ни е наставна ориентирачки вештини за учениците со аутизам. Предавањето на вештини за ориентација на учениците со аутизам во спортски часови, кои што ни обезбедува, треба да ни обезбеди структуриран и сензорно пријателски пристап за развивање на просторна свест. Ова е слична на претходната, но целта е да се подели соодветно според возраст и способноста на учениците. И целта ни е да се
опремат студентите, т.е. учениците со способноста да се движат и да комуницираат во физичката средина, што придонесува за нивна независност и активно учествување во групни активности. Клучни придобивки, кои што сакавме да ги постигнеме со овие вежби, ние е подобрена комуникација, поголема вклученост на децата. Целта ни беше со проектот да најдеме решение како, за жал, мнозинството од тоа ја што комуницирам со наставниците, мнозинството од учениците се исклучени од часот по физичко, многу често се пратени за време на тој час кај дефектологот или со асистентот прават некоја активност, главно се насочени тие активности кон некаков вид на учење, но целно овие вежби е да големиме вклученоста, но и да направиме развој на самодоверба, кој што потоа знаеме дека самодовербата па уште повеќе ни ја стимулира мотивацијата за вклучување во самите вежби и во социализација и во групни активности. Со тоа што заклучокот ние и после тоа што го гледавме практично што го сработија грешките, активностите не се ефикасни, инклузијата не е клучна во целиот тој процес и една од големите потреби за да бидат сите овие работи функционални, за да можеме да успееме во овој начин на вежби и на физичко образование, ние потребата од адаптација, ствари да адаптираме вежбите и средината на потребите на учениците. Благодарам на вниманието.